Со многу нешта Ауди изненадува, особено што собра храброст и можности да го представи e-tron Sportback, кој има идентична предница како и A7. Изменетата силуета му дава подинамичен изглед и подобра аеродинамика, што резултираше со поголема автономија. Најголемите разлики сепак се во низата технички подобрувања, кои веројатно ќе се преселат и кај неговиот постар брат, лансиран лани. Главната е што e-tron Sportback во нормални услови на возење има погон само на задните тркала, додека предниот електромотор се вклучува по потреба. Унапреден е и системот за сопирање, кој сега регенерира поголем дел од енергијата. Така со уште неколку помали иновации инженерите на Ауди успеа да ја продолжат автономијата на 446 км кај посилниот модел. Тој номинално располага со 360 конски сили кои краткотрајно можат да пораснат на 402. Послабиот модел има 313 коњи, но и помали батерии доволни за автономија од 347 км. Внатрешноста на e-tron Sportback е иста како и кај e-tron, со разлика што патниците назад имаат за 2 прста понизок простор за главите. Помал е и багажникот, во кој сепак собира доволни 615 литри. Опременоста му е подобрена со дигиталните Matrix LED светло, сочинети од прилика милион микроогледала. Секое може да се поместува до 5000 пати во секунда, динамично прилагодувајќи ја осветленоста на условите на патот. Значајни се и виртуелните надворешни ретровизори, всушност камери, кои ја проектираат сликата на посебни екрани. Продажбата на e-tron Sportback ќе започне напролет идната година по цена од 71.350 евра. Ќе се произведува заедно со стандардниот e-tron во фабриката на Ауди во Брисел.